Рудникот Боровдол доцнеше со стартот поради негативната кампања против рудници и недовербата на инвеститорите да вложуваат, вели директорот Николајчо Николов, кој вчера го означи почетокот на активностите на овој рудник. Според него и Бучим и Боровдол се безбедни и граѓаните не треба да се грижат за своето здравје. А тоа го докажале одгледувајќи лозје на 200 метри од погонот за лужење. Лозје половично, немавме доволно време, го одгледавме, набравме 2 тони грозје, го дадовме на испитување во институт соодветен во Штип и дадовме грозје кое се наоѓа негде кон Струмица, во Радовишка територија кон Струмица, ги имаме анализите и може да се види дека тоа лозје кое се наоѓа на 200-300 метра од погонот за лужење, грозјето квалитетно не се разликува од она што е повеќе километри од тука. Граѓанските организации пак сметаат дека директорот на Бучим сака да прикаже паралелна реалност. Би рекол дека постојат документи каде што јасно се гледа дека рудникот Бучим во сегашна состојба е број 1 загадувач во овој регион. Ќе спомнам, значи број 1 за воздушното влијање што го има на околината. Практично тие испуштаат отприлика 10.000 тони прашина вкупно, total solid particles, што ги викаат стручно, на година. Низ полето на селото Дамјан треба да минува и трасата по која ќе се пренесува рудата до рудникот Бучим на преработка. Од селото Дамјан до ископот на рудникот Боровдол има оддалеченост од околу 700 метри. Жителите на ова населено место се загрижени дека активностите на рудникот Боровдол ќе ја загадуваат почвата, а главна дејност со која што тие се занимаваат е земјоделството. Рудникот Боровдол треба да го продолжи економскиот век на Бучим за најмалку 10 години, а доколку се пронајдат нови наоѓалишта во близина и повеќе.